Алармантен раст на бројот на ковид заболени во Македонија. Од ден на ден бројот на нови случаи се зголемува тројно. Опасната делта варијанта коси во земјава. Граѓаните и лекарите се во паника, а министерот за здравство си тера одмор на грчките плажи. На социјалните мрежи веќе кружат и фотографии на кои се гледа како Филипче ужива под сенка на море во друштво на премиерот. Дека министерот користи годишен одмор, потврдија и од неговиот кабинет. И покрај тоа што е на годишен одмор, министерот е во секојдневна координација и комуникација. И е во тек со сите случувања поврзани со процесот на имунизација, како и епидемиолошката состојба во земјата. Министерот, како и секогаш, е достапен и за медиумите. Министерот Филипче, уште на 29 јули, кажа дека ќе користи годишен одмор. Стручната јавност се погласно алармира дека мерките доцнатиот и надлежните навреме требало да го спречат ширењето на делта варијантата. Докторите прогнозираат дека до крајот на месецов дневниот број на ново заразени би можел да се искачи и до 1600 случаи, а тоа повторно да ги оптовари болничките капацитети. Македонија е далеку од посакуваниот колективен имунитет, алармираат докторите, што според нив отвара простор вирусот слободно да циркулира, особено помеѓу младите. Епидемиолошката логика вели дека вирусот од друга страна ќе се шири таму каде што ќе најде слободен простор. Тој широк простор тој ќе го најде каде? Меѓу невакцинираните. Тоа се помладите, тоа се оние кои што упорно одбиваат да се вакцинираат и оние кои што се вакцинирани само со една доза. Сега, секако ќе се заразат и мал дел од оние вакцинирани со 2 дози, зашто ние на вакцина не штити 100%, ама тоа ќе биде минорен удел во вкупниот број заразени. Во меѓувреме, бројот на активни случаи во Македонија надмина 1000, а за само 3 дена како последица од коронавирусот починале 8 пациенти. Дури кај 30 на пациенти заразени со COVID-19 бил детектиран опасниот делта сој. Од Министерството за здравство пак информираат дека од вкупно 416.000 вакцинирани граѓани со 2 дози, 167 лица се заразиле со коронавирусот 14 дена по примена втора доза од вакцината. Од Министерството за здравство информираат дека од вкупно 416.000 вакцинирани граѓани со 2 дози, 167 лица се заразиле 14 дена по примена втора доза од вакцината, а само 11 од нив биле хоспитализирани. 10% од сите активни случаи во месец јули се заразиле со ковид по примена втора доза. Помеѓу позитивните имало вакцинирани со вакцините на Синофарм, AstraZeneca, Спутник и Pfizer, како и лица кои се вакцинирале во странство со вакцината на Модерна.